Градоначалникот на општина Карпош Стефчо Јакимовски ги предаде клучевите на директорката на градинката Мајски цвет од монтажната времена барака на локалната самоуправа, во која привремено околу 60 дена ќе бидат сместени дечињата од оваа детска градинка, додека се прави новиот објект во населбата Тафталиџе 1. Јакимовски информираше дека директорката и вработените во оваа градинка ќе управуваат со овој објект, кој го адаптирале за прием на дечињата и нивен дневен престој, додека ја изградат за околу 2 месеци новата градинка по сите еколошки стандарди. Првиот човек на општина Карпош исто така потенцираше дека по завршување на привремениот прием на децата од градинките, кои целосно ќе се градат по нови стандарди, Советот на општина Карпош е тој што ќе одлучи зашто во иднина ќе бидат користени овие два објекти, но според неговата визија. Јакимовски истакна дека општинската барака 1 би можела да биде дополнителен објект на градинката Орце Николов, која се наоѓа веднаш во непосредна близина на објектот, додека општинската барака 2 би требало да биде дел одстапен за користење на архивата на општината, додека другиот дел да се успособи за простории за културно-уметничкото друштво Орце Николов, која оваа година прославува 51 година од своето постоење. Општина Центар ги отфрла шпекулациите дека дератизацијата представува опасност за животните. Оттаму велат дека дератизацијата се спроведува редовно и исклучиво од стручни лица од Центарот за јавно здравје, со употреба на методи и средства кои се обезбедени и не представуваат закана за кучињата, мачките и другите домашни миленици. Апелираме до граѓаните да не подлегнуваат на непроверени неточни информации кои во јавноста се пласираат од одредени неквалификувани и нелиценцирани лица или организации. Ваквите дезинформации, велат од општина Центар, неосновано предизвикуваат страв и паника кај граѓаните и непотребно ја вознемируваат јавноста. Општинските служби вчера по пријави од граѓаните за појава на глодари околу напуштениот објект за ткатната гаража во Буњаковец, веднаш излегле на терен. Просторот се расчистува, се спроведува дератизација за да се спречи нивно размножување и ризик од зарази. Ке продолжиме со чистење и дератизација на објектите за училиштето Јохан Хајнрих Песталоци, истакна вчера Герасимовски. Тој воедно ги повика граѓаните редовно да пријавуваат вакви случаи за навремено да се превземат мерки. Актуелниот градоначалник на општина Киселавода и кандидат за градоначалник на град Скопје Орце Ѓорѓиевски оствари средби со жителите на Инџиково во Скопска Газибаба. На средбите кои ги одржаа заедно со сегашниот и идниот кандидат за градоначалник на Газибаба Бобан Стевковски, Ѓорѓиевски истакна дека со големо внимание ги слушнал идеите, барањата и секојдневните предизвици на граѓаните, особено оние кои зависат од работата на градската администрација. Ве уверувам дека и во мене и во Бобан имаат вистински партнери кои ќе се борат да се решат проблемите, но и да се изградат нови дела кои ќе значат вистинска природба за сите населени места во Газибаба, порача Ѓорѓиевски. Тој додаде дека поддршката на граѓаните е силата за едно ново, поубаво и достоинствено Скопје. И им се заблагодари на сите присутни, истакнувајќи дека нивната доверба е најголемата инспирација за неговата работа. Во паркот Авионче од денеска до 8 септември ќе се одржи првиот фестивал на улична храна во општина Аеродром, на кој ќе биде понудено уникатно гастрономско и музичко доживување за сите генерации. Како што соопштуваат од општината, фестивалот се очекува да обедини 12 познати брендови за храна со богата понуда од 4 различни кујни – американска, европска, регионална и ориентална. Покрај храната, фестивалот секоја вечер од 17:30 до полноќ ќе нуди музичка програма со настапи на познати македонски изведувачи. Од општината велат дека програмата ќе биде збогатена и со интерактивни активности, како надпревари во брзо јадење, квизови, трки и други забавни предизвици со награди, што ќе го направи фестивалот атрактивен. Првиот човек на Аеродром Дејан Митевски истакнува дека ваквиот фестивал е одлична можност да се афирмира урбаната култура и заедништво преку храната, музиката и позитивната енергија. Мотоциклист од Скопје е тешко повреден во сообраќајна несреќа. Имено вчера околу 20 часот во СВР Скопје било пријавено дека на булеварот Христијан Тодоровски Карпош во Скопје се случила сообраќајна несреќа помеѓу патничко возило БМВ со скопски регистарски ознаки, управувано од 21 годишниот ЕК од селото Љуботен,
Скопско и мотоцикл со скопски регистарски ознаки управувано од 28-годишниот ТА од Скопје. Во несреќата со тешки телесни повреди се здобил мотоциклистот, констатирани во комплексот клиники Мајка Тереза, информира од МВР. Извршен е увид од увидна екипа од СВР Скопје. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расу тесни.